Добро почитувани. Ливадата со нарасната трева наместо фабрика е единствениот проект од зелената агенда на ДУИ и нивната експозитура СДС. Фабрика за производство на електрични автомобили во Тетово нема. Да не беа трагични, смешни ќе беа зборовите на Деспотовски и Ковачевски пред една година, но и во текот на целата година, поврзани со фабриката која не постои. По цела година лаги дека се тече според план и дека фабрика ќе има, а според најавите за 4 месеци од денеска треба и електрични автомобили да се возат произведени во Тетово, по најавите дека цели 43 милиони евра помош од буџетот следат за фабриката, по лагите за 900, а можеби и 3 до 4 илјади нови вработени, одговорноста е директно кај Јован Деспотовски. И почитувани, по цела година празна нива, продолжуваат лагите за фабриката за автомобили во Тетово. Ламентирањата на Јован Деспотовски дека имало план и имало конзорциум не го менуваат фактот дека фабрика нема. За да биде појасно, во Македонија може да има и конзорциум со план за вселенски истражувања, но тоа не го менува фактот дека ниту сме сила, ниту дека имаме ракета, но можеби Деспотовски ќе смета дека сме го освоиле Марс. Во бизнисот, времето е пари, загубена една цела година за фабрика за електрични автомобили е сериозен показател дека станува збор за голема лага. Лага испорачана од владата, од ДУИ, од СДС, од Јован Деспотовски, кој што глумеше домакин на прославата за наводен камен темелник за фабрика. И затоа, најмалку што е потребно и очекувано е оставка од морални причини од Јован Деспотовски од позицијата директор на ПИРС. Ви благодарам, повелете со прашања. 22 години се одбележува денес од подпишувањето на рамковниот договор, каде да гледате Македонија 22 години, што е постигнато, што е уназадено во однос на неговата имплементација. Ако за рамковниот договор од пред 22 години се вели дека обезбедил мир, тогаш сега по 22 години редно е ДУИ да замине во опозиција заради просперитет и развој во Македонија за сите луѓе. Дозволете ми да одговорам и на прашања пристигнати до пресцентарот на ВМРО ДПМН, прашања за случувањата за време на посетата на Курти на Македонија и осудите од Ковачевски и Пендаровски и нивните прозивки. Почитувани, Ковачевски и експозитурата на ДУИ и СДС не може да се амнестираат од случувањата во Скопје и во Тетово. Секогаш кога на виделина испивуваат предавствата и подаништвата на СДС, во кои што е втурна Македонија, се вадат со терминологијата приватна посета. За подсетување, приватна посета беше и престојот на Јотова и цел бугарски државен врв во Битола за време на отварањето на бугарскиот клуб. Се сокрија и СДС, и Бујар. Истото се случува и сега. Разликата е во тоа што глумење државништво отпосле е срамен чин. СДС гласале за промена на улици, СДС обезбедиле полициски редари и кордони за Курти, и СДС и нивниот посакуван кандидат за председател Оливер Спасовски повторно ја доведува Македонија на колена. Јасно е дека ДУИ и експозитурата СДС со пропаѓањето на политиките применуваат единствена тактика и од зелена агенда преминуваат на агенда креирање меѓуетнички прашања. Ви благодарам.